колку ко дошла код бил развиет Ганец и колку, ако не и сите, најдобри синови на Македонија, изгинале предадени. Предадени од Кодоши. Ние сме биле повеќе од 400 години, 500 години под робство. То не е никакво оправдание, но е оправдание, затоа што робот, немајки никаков друг излез, да види бел ден, видел шанса во Кодошењето да види некаков финансиски бел ден. Секогаш се наоѓаат луѓе кои сами се нудат. Факт е едно дека ретки се оние кои меѓу лагодниот живот, кариерата, го избираат чистиот образ и чистата совест. Има такви примери апсолутно. Дошлакот, развивајќи се до такви пароксизмални размери, станал вентил на поробениот народ. Така, нашите кодоши станале против самите себе, односно против самата своја македонска суштина, односно станале антимакедонци, мнозина без да сакаат, а огромната мнозина без да знаат. Малцина кои знаеле, се обидувале тоа знање да го покријат пред своите деца, пред своите жени и пред самите себе. И то станало свештена тајна. И сега лустрацијата се осмелува да гибне во таа тајна. Тоа е страшно. Тоа како да сакате да гибнете во осило. Сите пчели ќе се нафрлат на вас. Идејата позади законот за лустрација беше да оние луѓе кои партиципирале не само во злото, што тоталитарните системи го продуцирале, туку и во негово одржување, поткранување со идеолошката компонента на оние кои биле неистомисленици на тие системи да бидат едноставно тргнати од можноста да партиципираат во јавниот живот. Слободан Угриновски со решение број 07-2654/1 од Комисијата за верификација на фактите е лустриран во 2012 година. Ваквото решение било донесено врз основа на микрофилмски запис, од кој е утврдено дека Слободан Угриновски, под псевдонимот Корбизие, бил соработник со органите на државна безбедност и за истото добивал награда во парични средства. Во предлогот за ангажирање на Слободан Угриновски како соработник од 12 јануари 1973 година, оперативниот работник на службата меѓу другото забележал: уште во почетокот на оформувањето на средното образование се појавува со својата активност во младинската организација. Истата ја продолжува на факултет, во студентската организација и Сојузот на комунистите. Бил член на Советна година, член на Наставнички совет, член на Универзитетски совет, член на Секретаријатот на Сојузот на комунистите и друго. Сега е подпредседател на председателството на Сојузот на синдикатите на Македонија. Со Угриновски е стапено во контакт во текот на минатата година, по завршувањето на изборите за председателство на ССМ. Подоцна контактите се одвиваа спонтано, без давање некаква ориентација и задачи. Угриновски самоиницијативно информираше за состојбата во студентските средини на факултетот, вон него, за престојот на студенти од други универзитетски центри и за активноста на палестинските студенти, посебно за поранешниот председател на палестинската секција, сега во ППР Балфур. Кон крајот на истата 1973 година, инспекторот од органите на државна безбедност дава предлог за одобрување на динарски средства во износ од 540 нови динари за награда, подарок на соработникот Корбизие, односно за Слободан Угриновски. Кај нас исклучок на Угриновски, председателот на партијата Титови леви сили, никој друг не излезе јавно да каже да, јас сум бил комунист, јас сум верувал во тоа. Тоа беше начинот на кој што комунистичкиот режим се бранеше од политичките неистомисленици, со нив напсење, гонење, следење и така натаму. Јас учествував во тоа од идеали. Дали, да речеме, ќе се извинеше за тоа или ќе кажеш јас се уште останувам комунист, негова работа. Никој тоа не го направи. Процесот на лустрација е интересен и од аспект на Уставниот суд, од аспект на неговата конзистентност, односно неконзистентност, од аспект на неговото почитување, односно непочитување на сопствените почетни позиции или одлуки, ако сакате.
Околу законот за лустрација, Уставниот суд се изјаснуваше два пати. Во март 2010 година, одлучувајќи по оспорените одредби од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција, во сегментот на опфатот на законот, судот ќе одлучи дека процесот на лустрација треба да трае од 2 август 1944 година до 1991 година, односно до промената на политичкиот систем, а не како што беше предвидено во законските одредби до донесувањето на законот во 2008 година. Сега се лустрира до ноември 91-та, донесењето на новиот устав. За судиите, покрај периодот за лустрација беше спорно и имињата на кодошите да се објавуваат во службен весник, како и лустрацијата на верските заедници и религиозните групи. Судот не го предомисли ниту консензусот на политичките партии по ова прашање. При тоа, во образложението, Уставниот суд ќе тргне, како што вели самиот, од позицијата дека минатото треба да се прочисти, односно лустрира, а сегашноста да се оспособи и остварува, а не да се лустрира. При формирањето на досието во 1964 година од тајните служби јас бев малолетник и во него нема никаков писмен документ дека сум бил таен соработник или информатор, рече пред комисијата за лустрација председателот на Уставниот суд Трендафил Ивановски. Во евиденцијата стои дека сум припаѓал на младо националистичка група, зашто како што истакна во 1964 година бил притворен, меѓу другото и поради идеите за самостојна Македонија. Лицето било злоупотребувано и тероризирано од самата служба. Како при активностите за кои е прогонуван, сослушуван и следен, така при оформување на досијата. Не станува збор за никакво земање парична награда за наводната соработка, вели председателот на Уставниот суд. Тврди дека двете признаници за примени 10 и 20 000 динари во 1965 година се фалсификат. Во рок од 3 дена комисијата за лустрација треба да изготви решение. Во вторникот Ивановски добил заклучок дека неговата изјава не се совпаѓа со фактите на комисијата. Тој има право на жалба до Управниот суд, но како што вели нема доверба во судството. Јас сум жртва и на претходниот систем, а со сегашната монтажа и на овој систем. Управниот суд, да не кажам дека нема верба во судството, меѓутоа од Управниот суд ќе видиме како ќе биде, ќе го искориста правото од 8 дена, ќе ја вложам жалбата. Тоа е за жалба. Судија на Уставен суд, односно председател на Уставен суд да изрази сум меѓу судството, не знам што треба. Колку далеко напредувал на неговата судска кариера благодарение на тоа што бил соработник на безбедносните служби, за кои што исто така од неговото досие јасно е дека работел на денунцирање, на гонење на своите соученици во средно училиште. Значи, од најмала возраст бил влезен во таа мрежа. За да нема импровизации или паушалности, доволно е да се погледна документите и фактите. Пред се, деловникот на Уставниот суд на Република Македонија, потоа одлуката на Уставниот суд за укинување на оспорените одредби од Законот за определување дополнителен услов за вршење јавна функција од 27 март 2010 година и подпишана од неговиот председател Трендафил Ивановски, што беше објавена во службен весник на Република Македонија број 45 од 1 април 2010 година, како и решението на Комисијата за верификација на фактите број 07/1083/1 од 29.9.2010 година, со кое се утврдува дека Трендафил Ивановски, носител на јавна функција, председател на Уставен суд на Република Македонија, бил соработник на поранешните тајни служби, со што не го исполнува дополнителниот услов за вршење јавна функција. Во решението на Комисијата за верификација на факти, меѓу другото стои дека лицето Трендафил Ивановски во соработничката мрежа на поранешната тајна полиција бил регистриран во мај 1964 година, и тоа под псевдонимот Ламбе. Дерегистрацијата пак била евидентирана во март 1983 година. Целиот овој речиси 20 годишен период, Ламбе бил ангажиран на компромитирачки материјал. За Комисијата за верификација на фактите е важно дали изјавата е вистинита или не. За председателот на Уставниот суд, врз база на добиените документи, утврдивме дека е лажна. Различни податоци од Државниот архив и Комисијата нема доказ од кој може да се види дека Ивановски подпишал дека е соработник на државната безбедност. Подписот за земените пари на двете признаници, едната на 20.000, другата на 10.000 динари, не е веродостоен. Ова беа дел од аргументите на Павлевски за поднесената тужба.
За председателот на Уставниот суд, па клучната работа што лустраторите не сакаат да ја видат е дека тие пред себе имале податоци за репресирано лице, а не за соработник на тајните служби. Пошто првиот лустратор го отвори прашањето како од таа група на неколкумина приведени, поголемиот дел не прифатиле да бидат соработници, а само 2-3, како што рече Аџиев, прифатиле. Адвокатот на Ивановски побара и присуство на стручно лице во утврдувањето на веродостојноста на податоците, пошто Советот ја прекина расправата. Апсолутно не држи тезата дека соработник не може да биде жртва на тајната полиција, што апсолутно не е точно. Постојат стотици досија во кои тоа се потврдува, затоа што основниот елемент за ангажирање на соработниците била уцената. Комисијата, нити еден досега илустриран соработник на тајните служби, било како наредбодавец, како соработник или корисник на информации, не го има прогласено без да постојат документи во архивите на Државниот архив на Република Македонија, во архивите на службите за безбедност. Значи, комисијата не може да прави пресметка против некој доколку нема документи. Крајно, нити целта на комисијата е да се бави со политика, па да ги прати актуелните политички збиднувања во Република Македонија. Напротив, комисијата се бави со документи и факти кои се од минатото. Тие ги разгледува и тие ги утврдува. Органите за лустрација во државата извршија груба повреда на Европската конвенција, особено во делот на член 6 во примената на лустрацијската постапка и особено во членот 8 од Европската конвенција, тоа е честа угледот на мојата чест и угледот. Според тоа, доволна сатисфакција мене ми е пресудата донесе во таа смисла што ова црно петно што ми беше нанесено е отстрането. На одлуката на судот од Страсбур реагираше Томе Аџиев. Судот од Страсбур не ја порекна пресудата дека Трендафил Ивановски бил соработник на службите. Пресудата на Европскиот суд за човекови права не се однесува на фактот дека Трендафил Ивановски бил соработник со тајните полициски служби, туку се однесува на тоа дека не добил правично судење. Фактот дека Ивановски бил 20 на години соработник на службите и за тоа примал пари, никој не го порекнува, вели Аџиев. Владимир Милчин со решение број 07-648/1359 од Комисијата за верификација на фактите е лустриран во 2012 година. Ваквото решение е било донесено врз основа на поголем број документи, од кои е утврдено дека Владимир Милчин, под псевдонимот Драматург, соработувал со органите на државна безбедност и давал информации за општите состојби во Македонскиот народен театар, со негативен акцент на местото и улогата на повеќе колеги, театарски работници и раководни личности во театарот. Еден од најеклатантните примери во кои Милчин давал информации е случајот со еден од најголемите македонски глумци од поновата историја, Ристо Шишков. Ристо Шишков бил следен, малтретиран и во континуитет уништуван од службата за државна безбедност по линија на македонски национализам и шовинизам. Во полициските документи како основа за заведување на Ристо Шишков како непријател, меѓу другото се наведува и следното. Ристо Шишков почесто истапува на националистичка основа, при што ја негира и омаловажува политиката на СКЈ во меѓунационалните односи, со навредливи зборови настојува да го дезавуира државно партиското раководство на СФРЈ и на СРМ, обвинувајќи го дека е виновно што се уште не е решено прашањето на македонците од Егејска и од Пиринска Македонија. На јавни места со најгруби навредливи зборови се нафрла на личноста на другарот Тито, кого го смета за главен виновник за тоа што демократското движење во Егејска Македонија не успеало. Очекува дека преку организирана акција на македонците од Егејскиот дел на Македонија, кои живеат во СРМ и на македонската емиграција, ќе биде ослободена и обединета Македонија како самостојна држава. Поради ваквите ставови Ристо Шишков бил постојано следен. За него биле прибирани многу информации од разни кодоши. Неговата кариера како глумец во 80-тите години е целосно уништена. Во монтиран судски процес е осуден и затворен, а по неколку години и умира во 1986 година. Што се однесува до Владимир Милчин и неговата соработка, во белешките на службата за државна безбедност се наведува:
Постепено ги зацврстува своите позиции меѓу низа предмети на оперативна обработка и интересни лица по национализам, либерализам и анархолиберализам, со реални можности да биде примени како вонреден професор или предавач на филолошкиот факултет, а со тоа би добили и поволна прилика да го инфилтрираме во средиштето на групацијата на предметите на оперативна обработка, апотеза и критичар, како и во средината на предметот на оперативна обработка византиец. Коле Чашуле и Живко Чинго биле жртви на кодошот драматург. Владимир Милчин ги кодошел дека му даваат улоги на актерот Ристо Шишков, кој во тоа време лежал затвор поради политичка неподобност. Милчин ја предупредувал тогашната милиција дека има нешто сомнително помеѓу Шишков, Чинго и Чашуле и дека државата треба да се позанимава со тоа каков профил на луѓе раководат со Македонскиот народен театар. Во тоа време Живко Чинго бил директор на МНТ, а Чашуле управник на театарот, додека Ристо Шишков се соочувал со затворска казна, бидејќи јавно изнел навреди против Тито и против идејата за братство и единство во тогашната СФРЈ. Како награда за соработката, Милчин добива место на драмскиот факултет, каде подоцна станува и декан. Тој вчера на пресконференција се бранеше дека не бил кодош, туку жртва на комунистичкиот систем. Рече дека целото свое досие ќе го објави на интернет, но досега не го стори тоа. На јавноста не и објасни како од жртва на комунистичкиот режим станал член, а потоа и висок функционер на СДСМ, партија која произлезе како продолжение на Комунистичката партија на Македонија. Јас колку што сваќам, ние овде не разговараме за идеологии прво. Ние овде разговараме за нешто друго. Разговараме за тоа дали некој бил жртва или бил соработник. Председателот на Комисијата за лустрација вчера не сакаше да ги коментира изјавите на Милчин. Едно досие гледавме ние во Државниот архив на Република Македонија. Во тоа досие едно лице беше следено, меѓутоа во еден дел од следењето има прифатена и соработка. И затоа не можевме да ја верифицираме изјавата. Дали Милчин кинел страници од досието со кое вчера мафташе пред камерите, ќе покаже епилогот на постапката за лустрација. Доколку се потврди решението на лустраторите, тој ќе мора да си замине од драмскиот факултет, а ќе одговара и кривично за давање лажна изјава пред комисијата. Добро, јас ја користам сега оваа прилика да ја известам комисијата дека ќе поднесам тужба пред надлежниот суд, што во случајов е управниот суд. Но исто така, дека ќе поднесам и кривична пријава против Томе Аџиев. Што се однесува до управниот суд, тешко ми е да правам проценки со оглед на тоа дека во претходната ситуација управниот суд избегна да се изјасни, повикувајќи се на поништените одредби на претходниот закон од страна на Уставниот суд. Тестот за управниот суд допрва следи. Кога ќе мора да влезе во фактичка оценка на ова што се прави. Владимир Милчин, првиот човек на Сорос фондацијата и дефинитивно е прогласен за соработник на тајните служби. Судиите на Висшиот управен суд го потврдиле решението на Комисијата за лустрација со која тој беше евидентиран како соработник. Висшиот управен суд како крајна судска инстанца одлуките ги носи врз основа на увид во оригиналните документи кои ги добива од архивите на МВР, АРМА, Агенцијата за разузнавање и Државниот архив. На тој начин се елиминира како било сомнеж во работата на Комисијата за лустрација. Тоа практично значи дека за тоа дека Милчин бил соработник на тајните служби постојат несоборливи докази. Еден од најгласните противници на процесот на лустрација беше, сите знаеме, Владимир Милчин. Уште пред да биде прогласен за соработник, тој излегуваше во јавноста, користејќи веројатно пристап до многу медиуми, фрлајќи се и се што против Комисијата за верификација на факти, а особено го имаше фиксирано председателот на комисијата. Треба да се согледаат можностите за продолжување на контактите и создавање услови за градење на соработнички однос. Неспорно се утврди. Покрај тоа што го утврде комисијата дека бил соработник и два релевантни други органи од повисок ранг, тоа значи судови на Република Македонија, потврдија дека тој бил соработник и дека комисијата не презела нити едно действие на негова штета без да има писмени аргументи.
Решението на комисијата немам многу детално да го коментирам, бидејќи го сметам за куп смрдливи лаги. Буквално така. Куп смрдливи лаги. Покрај за Милчин, судиите ги потврдиле решенијата за лустрација за уште 24 лица. Меѓу нив се Сефедин Харуни, Коста Балабанов, Паскал Гилевски, Милован Стефановски. Иако според законот за лустрација, лицето кое не го поминало филтерот не смее да врши јавна функција или да има јавни овластувања, сепак се уште голем дел од лустрираните се на своите позиции. Само 25 лустрирани лица решиле сами да се повлечат од функциите. Лустраторите испраќаат предупредувања до институциите дека треба да ги разрешат лустрираните од функциите. Повратни информации добиле за четворица. Тоа се уставниот судија Трендафил Ивановски, судијата Драги Билевски, Иса Кајрули, председател на Советот на општина Боговиње, Фаредин Мифтари, директор на основното училиште Лирија во општина Чаир. Се чека разрешувањето на тројца академици, двајца адвокати и двајца универзитетски професори. Лустрацијската комисија го објави досието на првиот лустриран македонски академик Томе Серафимовски. Со решение број 07/1110/1 од Комисијата за верификација на фактите е лустриран во 2013 година. Ваквото решение било донесено врз основа на документи од две лични досиеа од кои е утврдено дека Томе Серафимовски бил таен соработник со органите на државна безбедност и изнесувал вредносно негативни информации и оценки за идеолошко-политичките ставови на лица кои биле предмет на обработка на органите на државната безбедност. 6 документи за скулпторот Томе Серафимовски објави Комисијата за верификација на факти. Врз основа на овие документи комисијата го лустрираше. Најобемен е парискиот документ. Тој е направен во 1968 година, кога Серафимовски се вратил од академски престој во Париз. Во документот детално се опишани активностите во главниот град на Франција, на усташката и на четничката емиграција, но и работата на организацијата Суси Омбри на големоалбанските радикални групи. Во еден дел Серафимовски пренел сознанија за активностите на еден македонски емигрант кој сметал дека Македонија е обесправена во рамките на Југославија. Бидејќи емигрантот стекнал доверба во Серафимовски, му кажал дека во Брисел има македонска организација која се бори за македонските идеали за независност. Најинтересно е што документот го правел вујкото на скулпторот, кој во тоа време бил шеф на службата за државна безбедност во Тетово. Ја комуникација со имал со родени двајца вујковци кои за време на Југославија работеле баш во тие служби. Еден работел во раден сообраќај, другиот работел во државна безбедност. Јас ми покажа документ што сум разговарал со мојот вујко. Што сум разговарал? Каква е, каде миграцијата? На крајот на документот се назначува дека вујкот од ЦДБ му дал и задачи на внукот што да прави кога ќе се врати во Париз и дека треба да го посети Македонскиот комитет во Брисел за да собере информации. Од друга страна, во друг документ, вујкото напишал дека може послободно да зборува со Серафимовски поради блиските роднински врски. Во досието има и две рачно пишани изјави, подпишани од академикот, како и два документа за разговорот на Серафимовски со инспектори на тајната служба. Во еден документ, во кој стои дека самиот Серафимовски покажал интерес за разговор со службата, инспекторите го прашувале Серафимовски за активностите на директор на Агенцијата за авторски права и еден снимател и новинар. Во друг документ, тајниот полицаец проверувал што знае Серафимовски за колега уметник и за неговите ставови кон југословенскиот комунизам. Во документите има и делови во кои Серафимовски ги критикува уметничките вредности на делата на неговите колеги. Ја не сум имал своје досие со име и презиме со платен или што ја знам. Мене ме викале во гостинар, кога би дошол ја од Париз. Честопат ќе ме викне во гостинар во полиција, дај нешто кажи, напиши нешто што има ново во Париз. Што да напишам? Не сум ја ваш чинов да ви пишам извештаи. Ја не сум сакал да се работувам. Сум бил досадно силован. Абе, ајде напиши некоја понуда, ама нема што ти напишам, човече. Што има јас? Сум рекол, ако нешто треба да кажам, ќе му кажам на бујком и на сником и што има тебе ти кажам. Кога се зборува за кодошењето, или да употребам поавтентичен турски израз за кодошлакот, тој феномен треба да се поврзи со два други феномени без кои не може да суштествува. Првиот феномен без кој не може кодошлакот да суштествува е курназлакот. Јас сум пример во Сојуз на комунисти во Сплит 54 година, човече.
Ја не сум примен со молба, сум примен со предлог. Јас сум живеел во една широка Југославија. Јас сум бил во Љубљана дома, во Загреб дома, во Пуда дома, во Риека, во Сплит, во Дубровник, во Сараево, во Мостар, во Белград. Не ми го валка никој моето име. Моето име е чисто као сапун. А вие, ако сте љубоморни на тоа што мене ме имаат лустрирано, одите, нека ве лустрираат, ја немам ништо против. Према тој израз имам страшно, да не речам гадање, имам одбојност. И тој чин на тоа прочистување за мене ништо не представува, нити го третирам како некој настан од особен значај за развој на нашата и онака сиромашна и никаква татковина Македонија. Божин Павловски со решение број 07 1117/1 од Комисијата за верификација на фактите е лустриран во 2013 година. Ваквото решение било донесено врз основа на поголем број документи од кои е утврдено дека Божин Павловски под псевдонимот Прозеист свесно, тајно, организирано и континуирано имал активности и соработувал со органите на државна безбедност во својство на таен соработник. Звучни имиња од македонската култура, автори и творци се на списокот на жртви од кодошењето на Божин Павловски. Тоа се гледа од објавените документи од неговото досие на веб страницата на Комисијата за лустрација. Во нив стои дека предмет на кодошење биле Петре М. Андреевски, Љубиша Георгиевски, Гане Тодоровски, Симон Дракул, Коле Чашуле, Славко Јаневски и Јордан Плевнеш. Според напишаното во службените белешки се согледува дека на Павловски му пречело што овие лица покажувале како што тој и службениците од УДБА ги наведуваат македонски национализам и се залагале за поголема промоција на македонските интереси во Југославија. Друго, кога се објави досието, односно не се објави, се го објави академиците, досието на Славјан. Се појавија две личности, академици, со рафал од навреди, клевети и напаѓање на комисијата. Во комисијата се постави тоа прашање, зошто овие личности ја напаѓаат комисијата? Да не ја ишкат мувата тие луѓе. Во истражувањето на документите се утвори токму заради тоа. Тие две личности, и академикот Томе Серафимовски и Божин Павловски, имале во тајните досија документи кои ги оптоваруваат дека соработувале со тајните служби. И комисијата не можеше тој факт да го избегне. Мораше да ги прогласи за соработници. Ги прогласи. Дури академикот Серафимовски не понесе нити тужба, нити жалба. Туку си ја прифате одлуката на комисијата и неговото решение е конечно. Божин Павловски правеше доста напади на комисијата, меѓутоа и тој се стиша некако после објавувањето на документите, бидејќи сите луѓе што се во негова близина и сите академици можат со отворање на вебсајтот на комисијата да ги видат документите, па нека се расправа со нив, не со комисијата. Од документите се гледа дека Божин директно ги негира и македонските национални чувства, давајќи им приоритет на југословенските, а му пречеле и ги кодошел лицата кои се залагале за поголеми права на македонците. Неделковски е човек кој се обидува на секаде да зборува и да се представува како голем македонец, а во тие своји дискусии преминува во национализам. Мислам дека Дракул е позагреа националист, има поголем авторитет, а околу себе собира и доста млади неафирмирани писатели. Се залагаше од средствата од фондот за издавачката дејност да се финансираат само делата на македонските автори. Со Прозеист е договорено и во иднина да ги прифаќа средбите и разговорите со овој и други предмети на оперативна обработка и интересни лица од позиции на либерализам, а добиените безбедносно интересни сознанија и материјали благовремено да не ги презентира и доставува на увид. Предметот на оперативна обработка Апотеза и Петре М. Андреевски во повеќе прилики заедно и секој одделно разговарале со мене за обединета Македонија, како за нешто кое треба да се оствари, за кое е нужно ангажирање нивно и на сите кои се чувствуваат македонци. Во овие ситуации секогаш сум им укажувал на нивната необјективност и непознавање на најелементарните сегменти на нашата и светската историја и политика кои условиле ваква поделба на Македонија. Сум им сугерирал да ја сватат и прифатат стварноста за македонскиот народ, онаква каква е исклучиво во рамките на СФР Југославија. Имаше неколку писатели, неколку сликари кои се друже околу таа групација и ги предупредив. Им реков, одите, кажите му на тој дека знаеме дека овој дека ќе го апсиме. И ги апсевме.
Од службените белешки се гледа и дека Павловски им давал приказ на службите и за односите во Друштвото на писателите, а се спротиставувал и на директните залагања на македонските уметници за поголема промоција на македонската култура и отворено фаворизирал српски интереси на сметка на македонските. Кој сака да биде блесав во оваа држава, нека биде на камени мост, а мој нека изиграва идиот. Не можеше никој да отиде у странство да биде представник на југословенска фирма и да барата со милиарди, ако не беше соработник на УДБА. Тачка. Амбасадор. Ѓорѓи Спасов, своевремено амбасадор и министер при владата на Република Македонија со решение број 07/824/1 од Комисијата за верификација на фактите, елустриран во 2014 година. Ваквото решение било донесено врз основа на документи од 3 лични досиеа, од кои е утврдено дека Ѓорѓи Спасов имал соработка со органите на државната безбедност. Имено во 1982 година, Ѓорѓи Спасов, како асистент во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, давал информации на Службата за државна безбедност во врска со лица, студенти, новинари и уредници од редакцијата на Студентски збор, кои биле членови на неформална групација која делувала од анархолибералистички позиции и иницирала собирање потписи во градот Скопје во знак на поддршка на синдикалната организација Солидарност. Со Димитар Николов се запознав кон крајот на месец декември 1981 година во Струга, каде именуваниот имаше излагање за состојбите во студентските гласила од 1978 година. Неговото излагање имаше и позитивни компоненти, но не содржеше тези и не нудеше решенија, а истовремено содржеше и елементи на псевдолиберализам. На 4.1.1982 година бев во бифето на драмски уметници, каде ни се придружи Весна Анчевска, новинар во Студентски збор, која во разговорот ни ја изложи состојбата во редакцијата на Весникот и потребата да се преземе нешто итно, со цел да се прекрати сивилото во нивниот лист, да се направи нешто што ќе предизвика реакција на јавното мнение и ќе иницира забрана на Студентски збор, што би представувало успех и голем придонес во афирмацијата на Весникот. Околу 14 часот и 30 минути, во истото бифе, пристигнаа повеќе новинари од редакцијата на листот, меѓу кои беше и Димитар Николов, кој по известно време ми прииде и со него разговарав до 17 часот и 30 минути. На почетокот Димитар Николов зборуваше за сивилото во студентскиот печат во нашата република, за отсуството на динамика и презентирање на проблеми кои би предизвикале зголемен интерес кај читателите и пошироко. Понатаму изнесе дека имал одредена комуникација со Владан Десница од Загреб, кој му испратил писмо кое треба да послужи за собирање потписи во знак на поддршка на синдикалната организација Солидарност во новосоздадените услови на војна состојба во Полска. Меѓу другото, инспекторот во службата за државна безбедност запишал: Сметам дека Ѓорѓи Спасов презентира низ интересни и објективни сознанија за службата, кои многу јасно ја оцртуваат активноста на оваа неформална групација, посебно на Димитар Николов, кој очигледно е носител на активноста за поддршка на синдикатите Солидарност. Истовремено добиените сознанија представуваат и потврда за оние кои службата ги прибра при расчистувањето, поодделно за секој поинтересен член на оваа групација. Добро е што граѓаните имаат можност сами да ги прочитаат приложените докази за наводната соработка и сами да се уверат во политичката инструментализација на комисијата. Убеден сум дека еден ден кога судот во Страсбург ќе ги поништи овие одлуки, многумина ќе се страмат од нивната валкана улога во овие политички процеси и ќе одговараат, смета Спасов. Решението е врз основа на проверените факти во досиејата на Македонскиот архив. Во 3 досиеја пронајдовме документи дека Ѓорѓи Спасов во раните 80-ти давал информации на тајните служби, возврати председателот на илустрацијска Томе Аџиев. Додава дека намерата не е отцрнување без документи, ниту пак станува збор за политички нарачки. Добро би било господин Спасов да оди да му се извини на тие личности кои ги кодошел во едно време, а тие луѓе сега ќе се прочитат во досијата, ќе се видат што се случувало со нив, од некој нивни пријател, предпоставен, не знам што му бил во тој период. Комисијата нема никаква намера спрема некого да креира досија, нити може да креира досија. Лустраторите утврдиле дека Спасов во раните 80-ти како асистент во Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања кодошел студенти што биле ангажирани во тогашниот студентски збор. Нормално кога немате прочистување во структурите, во оние кои носат политички одлуки, кои имате формирањето на политички субјекти кои во основа се конвертирани комунистик со
да кажеме, со демократски вокабулар настапува, тоаш ќе видите зошто во Република Македонија овие процеси се забавени, зошто Република Македонија и требаше толку долг временски период да влезе во овој процес на прочистување и зошто овој процес на прочистување беше дочекан, односно сатанизирано токму од структури кои очигледно биле не само продолжени, туку и надградени во транзициониот период на државата. Прво да кажем, мојата фотелја си обезбедувам ја самиот. Второ, во Македонија, освен така наречен репрезентативен состав, постојат уште 2 милиони граѓани, односно гласачи. И тоа не редуцирани како гласачи, туку граѓани кои што во политиката, секој кој што ќе се обиде да ги третира како аморфна маса, како нешто со кое што може да манипулира, да биде кон нив неискрен, да биде кон нив како некој кој што ќе ги подлажува или ќе ги држи на кратко јаженце, нема што да бара во политиката. Најмногу внимание предизвика поранешниот министер за култура Ѓунер Исмаил, кого комисијата со прегласување 6:2 го лустрираше. Во документите објавени на сајтот на Комисијата за верификација на факти стои дека Исмаил бил оперативна врска на инспектори на тајната служба кои ги истражувале активностите на учениците албанци во трговското училиште во Скопје во почетокот на 80-тите години од минатиот век. Исмаил им бил класен раководител и им предавал марксизам, а на инспекторите им кажал дека пеат песни на албански. Минатата недела, кога се прошири информацијата, Исмаил во интервју за ТВ24 рече дека е целосно против процесот на лустрацијата. Денеска гледаме дека бил соработник на тајните служби Ѓунер Исмаил, кој што според неговото досие објавено од Комисијата за верификација на факти, јасно е дека човекот ги пријавил своите ученици во средното училиште каде што бил професор, затоа што пееле песна на албански јазик. Внимавајте, вие на дете, на средношколец да му направите полициско досие, да му донесете тајната полиција на врат со кој знае какви се последици, затоа што пеело песна на албански јазик, а вие да се промовирате во почетокот на независноста како колумниста, промотор на либерални вредности, како припадник, да речеме, на реформско либерално крило на комунистичката партија, на социјализмот, нели, на левицата, па може да замислиме какви биле нелибералните струи во комунистичката партија, ако либералните луѓе праќале деца во затвор. А не, јас се гордеам со оглед на тоа што од каде дојде пораката, од каде дојде поздравот, за кој што знаев дека еден ден ќе дојде, од проста причина што случајот имавме увид, ние не сме случајни луѓе, сме биле и во власт, имаме увид во действијата, во најголем дел на подземните действија на власта. Тој случај кај да ќе испливаше, тоа не ме изненади, затоа јас само го користам како случај со кој што потврдувам дека добро стојам, добро работам. Најголемата активност сега што е прават противниците на лустрацијата ја подкрепуваат со делувањето и на самиот тој Бабамов. Видите, тој делуваше во служба за државна безбедност негде околу 30 години. Па не постои досие архивирано во архивите на Република Македонија во кој нема тој замешано прсти. Лаже Ристич кога прашав колку мисли да ми покаже колку му изгледа досието, ми покаже овако досие. Можна да се смеем. И се навреди човек. Просто зашто се смеете. Толкаво овие досие. Од кај знаете? Па јас сум ви го подпишал досието. И што сега да правим? Ја, Иван Бабановски, сум ви го подпишал досието. Меѓутоа, не е толкаво, него е толкаво. И он беше навреден. А знаете ли колку луѓе бара увид во досиеја, па нема досиеја, па тие па беа разочарани? Не е тајна дека во целиот период од 45-та па наваму постоело одредено чистење на тие материјали кои се наоѓале во Управата за безбедност и контраразузнавање, односно досиеја на одредени лица кои биле предмет на Службата за државна безбедност од самиот почеток, значи во времето на СФРЈ. Како што знаеме, 66-та беше случајот Ранковиќ, кога, како што се кажува меѓу постарите колеги во УБК, дека дошло до прво чистење на досиеја во тој период. После се спомнува по смртта на Јосип Броз Тито дека повторно дошло до одредено проветрување, така да кажам, чистење на досија. Значи, уништените досија, фризирани, досија кои внатре дело содржината е
ја извадиле службите, ги прочистиле досијата за да нема многу компрометирачки материјали за нивната работа. Понатаму списоците со шифрите под кои се воделе овие досија, исто така ја нема денешната комисија за верификација на фактите, така што тоа се низа објективни причини заради кои ние не можеме да спроведиме една целосна лустрација во Македонија. Но исто така проблем е тоа што има и субјективни причини, односно големи личности, еден огромен фронт на луѓе кои организирано ја спречува лустрацијата, бидејќи дел од нив се учесници во таа информаторска мрежа или платени информатори или како народски ние ги нарекуваме таа кодошка мрежа и кодоши во тој период. Значи, голем дел од нив се уште живи, но исто така даваат отпор и дел на нивните потомци кои не мали бенефиции користеле во тој систем заради таа улога која имале на доверливи лица, на извори, на информатори, на одушници во тој режим. И затоа една од задачите која треба да ги оваа власт и кој престои на оваа власт сега, ако сака искрено да ја спроведе целата таа лустрација, треба на одговорност да се најдат луѓето кои, зошто и колку досија биле уништени во овој наша македонска демократска транзиција.